Човекот со две лица. Беше Квирил. Вие, подзина Хари. Квирил се насмевна. Лицето воопшто не му се грчеше. Јас, рече смирено, се прашував дали ќе се сретнеме овде, Потер. Но јас мислев Снейп. Севериус? Квирил се засмеа. И тоа не беше вообичаеното треперливо високо смеење, туку студено и остро. Да, Севериус, баш изгледа така, нели? Многу е корисно да се мота наоколу како надоен лилјак. Покрај него, кој би се посомневал во кутриот запелтачен професор Квирил, нели? Хари не можеше да поверува. Не можеше да е вистина. Едноставно не можеше. Но Снейп се обиде да ме убие. Не. Јас се обидов да те убијам. Другарка ти, госпогица Гренџер, случајно ме преврти додека брзаше да го запалиш Снейп на квидична надпреварот. Ми го тргна погледот од тебе. Уште неколку секунди и ќе те турнев од таа метла. Ќе успеев и порано ако Снейп не мрмореше против клетва, обидувајќи се да те спаси. Снейп се обидувал да ме спаси, се разбира, одговори Квирил равнодушно. Зошто мислиш дека сакаше да го суди твојот следен надпревар? Сакаше да се осигура дека нема пак да го сторам истото. Смешно навистина. Не требаше да се мачи. Не можев да направам ништо додека Дамблдор гледаше. А само си го наруши угледот, зашто сите други наставници мислеа дека Снейп се обидуваше да го спречи Грифиндор во победата. Обично губење време кога по сето тоа ќе те убијам вечерва. Квирил пукна со прстите. Се создадоа јажиња од ништо и цврсто се замотаа околу Хари. Преголемо душкало си се да живееш, Потер. Постојано трчаш низ училиштето, па на ноќта на вештерките си помислив дека можеби си ме видел како одам кај каменот. Ти го пушти тролот? Нормално. Имам посебна дарба со тролови. Морам да си видел што му направив на оној во соба на онаму. За жал, додека сите други трчаа наоколу и го бараа Снейп, кој веќе се сомневаше во мене, отиде право на третиот каза да ме спречи. И не само што мојот трол не успеа да те претепа до смрт, туку и оној триглав пес не успеа да му ја откине ногата како што треба. Сега чекај и биди тивок, Потер. Морам да го испитам ова интересно огледало. Хари дури тогаш свати што стоеше зад Квирил. Тоа беше огледалото Етиглеш. Огледалово е клучно за наоѓање на каменот, промрмори Квирил, допирајќи ја рамката. Типично за Дамблдор да смисли вакво нешто, но тоа е во Лондон. Ке бидам далеку додека да се врати. На Хари единствено му текнуваше да го зазборува Квирил и да го спречи да се сконцентрира на огледалото. Ве видов со Снейп во шумата, му излета. Да, мрзливо рече Квирил, додека шеташе околу огледалото за да погледне одзади. До тогаш ми влезе во трага. Се обидуваше да дознае докаде сум стигнал. Се сомневаше во мене цело време. Се обиде да ме исплаши, како тоа да е можно кога го има Лорд Волдеморт на мојата страна. Квирил се врати од зад огледалото, изјапаше гладно во него. Го гледам каменот, му го покажувам на мојот господар, но каде е? Хари запнуваше да се ослободи од јажињето што го врзуваа, но не попуштаа. Мораше да го спречи Квирил да не му го посвети сето свое внимание на огледалото. Но од секогаш ми се чинело дека Снейп многу ме мрази. А, да, те мрази, рече Квирил лежерно. Само да знаеш колку многу те мрази. Беше во Хогвартс со татко ти, не знаеше? Не можеле да се поднесат, но никогаш не посакувал да умреш. Но ве слушнав пред неколку денови како плачете. Мислев дека Снейп ви се заканува. Прв пат заискри страх на лицето на Квирил. Понекогаш, рече тој. Тешко ми е да ги следам инструкциите на мојот господар. Тој е голем волшебник, а јас сум слаб. Сакате да кажете дека беше во училницата со вас? Зина Хари. Тој е со мене каде и да одам. Тивко, рече Квирил. Го запознав додека патував околу светот. Тогаш бев будалест младич, полн со безсмислени идеи за доброто и злото. Лорд Волдеморт ми покажа во каква заблуда сум бил. Не постои добро и зло, постои само моќ и луѓе кои се преслаби да трагаат по неа. Од тогаш му служам верно. Иако сум го разочарал многу пати, морал да биде многу строг со мене. Квирил одеднаш затрепери. Не простува грешки лесно.
Кога не успеав да го украдам каменот од Гринготс, беше многу незадоволен, ме казни. Реши дека ќе мора повеќе да внимава на мене. Гласот на Квирл му се изгуби. Хари го помнеше од дењето до дијагоналната уличка. Како можеше да биде толку глупав? Го виде Квирл таму истиот ден. Се ракуваше со него во дупнатиот котел. Квирл колнеше тивко. Не разбирам, дали каменот е внатре во огледалото? Треба ли да го скршам? На Хари му се роеа мисли. Се обиде полека да писни налево, да застане пред стаклото без Квирл да го забележи. Но јажињето околу глуждовите беа престегнати, се сопна и падна. Квирл го игнорираше. Се уште се зборуваше сам со себе. Што прави огледалово? Како работи? Помогне ми господару. На ужас на Хари еден глас одговори. И гласот како да доаѓаше од самиот Квирл. Употреби го момчето, употреби го момчето. Квирл луто се сврте кон Хари. Да, Потер, дојди ваму. Веднаш плесна со рацете и јажињето што го врзуваа Хари паднаа. Хари полека се крена на нозе. Дојди ваму, повтори Квирл. Погледни во огледалото и кажи ми што гледаш. Хари зачекори кон него. Морам да лажам, помисли во очи. Морам да погледнам и да лажам за тоа што ќе го видам. Тоа е се. Квирл се приближи за него. Хари го вдиша чудниот мирис кој како да доаѓаше од турбанот на Квирл. Ги затвори очите, стапна пред огледалото и пак ги отвори. Го виде својот одраз. Отпрвен, блед и исплашен. Но следниот момент одразот му се насмевна. Стави рака во джеб и извади крваво црвен камен. Намигна, па го врати каменот во джебот. И притоа Хари почувствува како нешто тешко му падна во неговиот вистински джеб. Некако неверојатно го доби каменот. Значи, Квирл беше нетрпелив. Што гледаш? Хари собра храброст. Се гледам како се ракувам со Дамблдор, измисли тој. Го освоив куќниот ќуп за Грифиндор. Квирл повторно опцу. Бегај настрана, рече тој. Кога Хари се помести, го почувствува каменот на мудроста врз ногата. Ќе се осмелеше ли да бега, но не изоде ни до 5 чекори кога проговори висок глас, иако Квирл не мрдаше с устите. Лаже, лаже! Потер, враќај се ваму, се развика Квирл. Кажи ми е вистината. Што виде во огледалото? Високиот глас пак проговори. Остави јас да зборувам со него, лице в лице. Господару, не сте доволно силен. Имам доволно сила за ова. Хари се почувствува како ѓаволската замка да го заковуваше во место. Не можеше воопшто да мрдне. Преплашен гледаше како Квирл посегна и почна да го одмотува турбанот. Што се случуваше? Турбанот отпадна. Главата на Квирл изгледаше необично мала без него. Потоа бавно се сврте во место. Хари ке вреснеше, но не можеше да испушти звук. Каде што требаше да биде задниот дел од главата, имаше лице. Најужасното лице што Хари некогаш го видел. Беше бело како креда, со гневни црвени очи и засеци место носници, како на змија. Хари Потер, прошепоти. Хари се обиде да зачекори наназад, но нозете не сакаа да мрднат. Гледаш што станав, рече лицето. Само сенка и магла. Имам форма само кога можам да споделам туѓо тело, но секогаш имало такви што ме пуштале во срцата и умовите. Крвта од еднорогот ме засили последниве недели. Го виде верниот Квирл како ја пие за мене во шумата. И кога ќе го имам еликсирот на животот, ќе можам да создадам сопствено тело. Сега, зошто не ми го дадеш тој камен од твојот джеб? Значи знаеше. На Хари одеднаш му се врати чувството на нозете. Се затетера наназад. Не биди глупав, заража лицето. Подобро спаси си го животот и придружи ми се, или ќе те снајде истиот крај како твоите родители. Умреа молејки ме за милост. Лашко, одеднаш извика Хари. Колку трогателно, зашишти лицето. Секогаш ја вреднувам храброста. Да, момче, твоите беа храбри. Прво губив татко ти и тој се бореше смело. Но мајка ти не мораше да умре. Се обидуваше да те заштити. Сега, дај ми го каменот, освен ако не сакаш незината смрт да биде залудна. Никогаш. Хари скокна кон пламената врата, но Волдеморт вресна. Фати го. И следниот момент Хари почувствува како Квирл го стега за зглобот. Истиот момент болката ја пресече лузната на Хари, остра како игла.
Имаше чувство дека главата му се дели на две. Викаше, се бореше со сета сила и на негово изненадување Квирил го пушти. Болката во главата се намали. Избезумено гледаше наоколу да види каде отиде Квирил. Го виде згрбавен од болка, загледан во своите прсти. Му излегуваа плускавици пред очите. Фати го, повторно завреска Волдеморт. И Квирил се фрли, го турна Хари и падна врз него, со двете раце околу неговиот врат. Лузната на Хари речиси го ослепуваше од болка, а сепак го гледаше Квирил како завива во агонија. Господару, не можам да го држам, моите раце. И Квирил, иако го прикова Хари за земјата со своите колена, му го пушти вратот и зјапаше вчашено во своите дланки. Хари виде дека изгледаа изгорени, груби, црвени и сјајни. Тогаш убий го глупако и заврши, пиштеше Волдеморт. Квирил ја крена раката за да извади смртоносна клетва, но Хари инстинктивно ја крена раката и го зграбчи лицето на Квирил. Квирил се истркал од него, со плускавици на лицето, и тогаш Хари знаеше. Квирил не можеше да го допре за гола кожа, не без да трпи ужасна болка. Единствена шанса му беше да го задржи Квирил и да го држи доволно во болка за да го спречи во фрлање на клетвата. Хари скокна на нозе, го фати Квирил за раката и го држеше најцврсто што можеше. Квирил врескаше и се обидуваше да го отфрли Хари. Болката во главата на Хари растеше, не можеше да гледа. Можеше само да го слушне ужасните крици на Квирил и извиците на Волдеморт. Убий го! И другите гласови, можеби во неговата глава, што вика Хари. Почувствува како раката на Квирил му се оттргна од стисокот. Знаеше дека се е загубено и паѓаше во црнилото надолу. Нешто златно светкаше токму над него. Зврчката се обиде да го фати, но рацете му беа претешки. Трепна. Тоа воопшто не беше цврчката. Беа пар очила. Колку чудно. Пак трепна. Пред очи му излезе насмеаното лице на Албус Дамблдор. Добар ден, Хари, рече Дамблдор. Хари зјапаше во него. Тогаш се сети. Господине, каменот. Квирил беше. Тој го има каменот, господине, бргу. Смири се, мило момче. Малку не си во текстот на станите, рече Дамблдор. Каменот не е кај Квирил. Тогаш кај кој е? Господине, јас. Хари те молам опушти си или мадам Помфри ќе ми изфрли. Хари голтна и разгледа околу себе. Свати дека сигурно е во болничкото крило. Лежеше во кревет со бели ленени чаршави, а до него имаше маса која како да беше натрупана со половина сладкарница. Значи на внимание на твоите другари и обожаватели, рече Дамблдор со широка насмевка. Она што се случи долу во занданите меѓу тебе и професорот Квирил е целосна тајна, што значи дека целото училиште знае. Верувам дека твоите другари, господата Фред и Џорџ Визли, беа одговорни за обидот да ти испратат седиште од тоалетна шолја. Сигурно сметале дека би ти било забавно, но мадам Помфри мислеше дека нема да е многу хигиенски, па ја заплени. Колку долго сум овде? 3 дена. На господинот Ронал Визли и госпогица Гренџер многу ќе им олесни што се разбуди. Беа ужасно загрижени. Но господине Каменот, гледам дека нема да ти го одвлечам вниманието. Добро тогаш, професорот Квирил не успел да ти го земе. Стигнав навреме за да го спречам тоа, иако морам да признавам дека и сам добро се држеше. Стигнавте таму, го добивте бувот на Хермиона. Мора да сме се разминале во воздухот. Веднаш откако пристигна во Лондон, ми стана јасно дека местото каде што треба да бидам е она што туку што го напуштив. Стигнав токму навреме за да го тргнам Квирил од тебе. Вие бевте. Се плашев дека можеби сум задоцнил. За малку не можев уште долго да го држам настрана од каменот. Не од каменот, момче, од тебе, а вложениот напор за малку ќе те убиеше. За еден ужасен момент се исплашив дека така и беше, а каменот, тој е уништен. Уништен, рече Хари безизразно. Но вашиот пријател Николас Фламел... знаеш за Николас? Рече Дамблдор, звучејќи мощно восхитен. Значи навистина добро сте истражиле. Па со Николас малку поразговаравме и решивме дека така е најдобро. Но тоа значи дека тој и сопругата ќе умрат, нели? Има складирано доволно еликсир за да си ги доведат работите во ред. И да, потоа ќе умрат. Дамблдор се насмевна на зачудениот израз на Хари.
За некој млад како што си ти, сигурен сум дека се чини неверојатно, но за Николас и Перенела тоа е како да си легнуваш по многу долг ден. Сепак, за добро организираниот ум, смртта е само уште една голема авантура. Знаеш, каменот не беше толку прекрасно нешто. Оно окупари и живот кој што ќе посакаш. Двете нешто што повеќето луѓе би ги одбрале пред се друго. Проблемот е во тоа што луѓето се вешти во одбирање токму на оние работи што се најлоши за нив. Хари лежеше занемен. Дамблдор малку си потемна и се насмевна кон плафонот. Господине, рече Хари. Размислував, господине, дури и да го нема каменот. Волт, мислам, знаеш кој? Нарече го Волдеморт, Хари. Секогаш нарекувај ги работите со вистинско име. Стравот од името само го зголемува стравот од нештото. Да, господине, па Волдеморт ќе се обиде да најде друг начин да се врати, нели? Мислам, не исчезнал, нели? Не, Хари, не исчезнал. Се уште е таму некаде. Бара друго тело за себе. Зашто не е вистински жив? Не може да биде убиен. Го оставил Квирел да умре. Тој им покажува исто толку милост на следбениците колку и на непријателите. Во секој случај, Хари, ти можеби само си му го отложил враќањето на сила, а во истина ќе треба некој што е подготвен да извојува навидом однапред изгубена битка и да биде спречен повторно и повторно, па можеби така никогаш нема да се врати на сила. Хари кимаше, но бргу запре зашто го болеше главата. Тогаш рече: Господине, има некои други работи што би сакал да ги знам, ако можете да ми ги кажете. Работи за кои сакам да ја знам вистината. Вистината? Дамблдор воздивна. Таа е прекрасно и ужасно нешто, и затоа треба многу да се внимава со неа. Сепак ќе ти одговорам на прашањата, освен ако има многу добри причини да не го сторам тоа. И во тој случај те молам да ми простиш. Се разбира, нема да лажам. Значи, Волдеморт рече дека ја убил мајка ми само зашто се обидела да го спречи да не ме убие мене. Но зошто сакал воопшто да ме убие? Овој пат Дамблдор воздивна многу длабоко. За жал, ова прашање не можам да ти го одговорам. Не денеска, не сега. Ќе дознаеш еден ден. Заборави за сега на тоа, Хари. Кога ќе си постар, знам дека мразиш да го слушнеш ова, но кога ќе си подготвен ќе знаеш. И Хари знаеше дека нема поента да се расправа. Но зошто Квирел не можеше да ме допре? Мајка ти умре за да те спаси. Ако има една работа што Волдеморт не може да ја разбере, тоа е љубовта. Тој не разбираше дека толку силната љубов како таа на мајка ти остава свој белег, не лузна, не е никаков видлив знак. Да бидеш сакан толку длабоко, па дури и ако тој што те сакал си заминал, ти дава постојана заштита. Љубовта останува за секогаш во кожата. Квирел, полн со омраза, алчност и амбиција, делејќи ја душата со Волдеморт, не можеше да те допре од таа причина. Да се допре некој обележан со толкова добрина, за него било агонија. Дамблдор сега многу се заинтересира за една птица надвор на прозорецот, што му даде време на Хари да си ги избрише очите со чаршавот. Кога повторно си го најде гласот, Хари рече: А наметката за невидливост, знаете кој ми ја испрати? Ах, татко ти случајно ми ја остави мене и си мислев ќе ти се допадне. Очите на Дамблдор засветкаа. Корисни работи. Татко ти главно ја користеше за прикрадување во кујната за да украде храна кога беше во Хогвартс. Има и нешто друго. Пукај, Квирел и Снейп. Професор Снейп, Хари. Да, тој. Квирел рече дека ме мрази зашто го мразел татко ми. Вистина ли е тоа? Па можна се презираа еден со друг. Ништо поразлично од тебе и господинот Малфој. И тогаш татко ти направи нешто што Снейп никогаш не може да му го прости. Што? Му го спаси животот. Што? Да, рече занесено Дамблдор. Чудно е како работат умовите на луѓето, нели? Професорот Снейп не можеше да поднесе да му должи на татко ти. Верувам дека годинава се труди многу напорно да те заштити, зашто смета дека така ќе ги изравни сметките помеѓу тебе и неговиот татко. Тогаш би можел повторно да го мрази неговиот спомен во мир. Хари се обиде да го свати ова, но многу му биеше во главата па се откажа. И господине, уште едно нешто, само едно. Како го извадив каменот од огледалото? Ах, мило ми е што праша. Тоа беше една од моите побрилјантни идеи. А зборувајќи меѓу мене и тебе, тоа и не е баш мала работа. Вака,
Само оној што сака да го најде каменот, да го најде, но не да го користи. Би можел да го добие. Инаку само би се видел себе си во огледалото како прават злато или го пиет еликсирот на животот. Некогаш мојот мозок ми изненадува дури и мене. А сега дополно прашање. Предлагам да ги почнеме овие сладки. Ах, бомбони од секој вкус на Берти Бот. Во младоста бев доволно баксо за да налетам на еден вкус, со повреќаници и се плашам дека од тогаш некако не ми се допаѓаат. Но мислам дека ќе ми годи една убава карамела, а ти? Се насмевна и ја лапна златно кафеавата бомбона. Потоа му залетна и рече: Оф, леле, ушен восок. Мадам Помфри, управителката, беше фина жена, но многу строга. Само 5 минути, молеше Хари. Апсолутно не. Го пуштивте професорот Дамблдор. Па нормално, тој беше управникот, многу различно. Ви треба одмор. Одмарам, гледајте, лежам и сето тоа. Оф, ајде, мадам Помфри. Оф, добро, рече таа, но само 5 минути. И ги пушти Рон и Хермиона да влезат. Хари! Хермиона изгледаше подготвена пак да ги фрли рацете околу него, но на Хари му беше мило што се воздржа, зашто главата се уште многу го болеше. Оф, Хари, бевме сигурни дека ќе... Дамблдор беше толку многу загрижен. Целото училиште зборува за тоа, рече Рон. Што на вистина се случи? Тоа беше една од оние ретки можности кога вистинската приказна е уште почудна и повозбудлива од лудите гласишта. Хари им раскажа се. Квирел, огледалото, каменот и Волдеморт. Рон и Хермиона беа многу добра публика. Зинуваа за сите точни моменти. И кога Хари им раскажа што имаше по турбанот на Квирел, Хермиона вресна гласно. Значи каменот го нема, рече Рон најпосле. Фламел едноставно ќе умре. Тоа го реков и јас, но Дамблдор мисли дека, како беше за добро организираниот ум, смртта е само уште една голема авантура. Од секогаш сум велел дека не се со сите, рече Рон, изгледајќи мощне восхитен од тоа колку е лут неговиот херој. А што стана со вас двајца, рече Хари. Па јас се вратив жива и здрава, рече Хермиона. Го освестив Рон и тоа ми одзеде доста време. И брзавме кон бувницата за да контактираме со Дамблдор, кога го сретнавме во влезната сала. Веќе знаеше, само рече. Хари отиде по него, нели? И се залета кон третиот кат. Мислиш дека планирал да го стори тоа? Рече Рон. Со тоа што ти е пратил маметката на татко ти и сето тоа? Па, избувна Хермиона, ако е така, сакам да кажам, тоа е страшно, можеше да загинеш. Не, рече Хари замислено. Чуден човек е Дамблдор. Мислам дека некако сакал да ми даде втора шанса. Мислам дека знае речиси се што се случува во училиштево. Мислам дека имал многу добра представа дека ќе се обидеме и наместо да не спречи, само не научи доволно за да ни помогне. Не мислам дека е случајно што ме оставил да дознам како работи огледалото. Скоро како да мислел дека имам право да се соочам со Волдеморт, ако можам. Да, Дамблдор е мртнат, гордо рече Рон. Слушај, мораме да станеме утре за гозбата на крај на годината. Сите поени се пресметани и Слитерин победи. Се разбира, го пропушти последниот надпревар во Квидич. Рейвенкло не преказија без тебе, но охраната ќе биде добра. Во тој момент дотрча мадам Помфри. Имавте, рече си, 15 минути. Сега надвор. Отлучно рече. По добар ноќен сон, Хари рече си се почувствува нормално. Сакам да одам на госпата и кажа на мадам Помфри дека ги израмнуваше своите многобројни кутии со сладки. Можам, нели? Професорот Дамблдор вели дека ви е дозволено да одите. Рече некако презриво, како според неа професорот Дамблдор да не сваќаше колку може да се ризични гостите. А имате и нов поседител. Еј, супер, рече Хари. Кој е? Хагрид се провреми из вратата во тој момент, како и обично кога беше внатре. Хагрид изгледаше премногу голем за да биде вистинит. Седна покрај Хари, фрли еден поглед кон него и се расплака. Јас сум виновен за се, липаше тој со лицето во рацете. Сум му кажал како да мини покрај пувче, на самото зло. Јас му кажав, само тоа не го знаеше, а јас му кажав. Моеше да умриш и се за едно змиско јајце. Појќе не пијам, треба да ми избркаат и магол да се сторам. Хагрид, рече Хари шокиран кога го виде Хагрид како се тресе од тага и кајање, а големи солзи му течеа во брадата. Хагрид ќе дознаеше некако, за Волдеморт зборуваме, ќе дознаеше и да не си му кажал. Можеше да умреш, липаше Хагрид, и не туку го кажува името. Волдеморт, се развика Хари и Хагрид толку се шокираше што престана да плаче.
Се сретнав со него лице в лице и ќе го викам по име. Те молам, разведри се, Хагрид. Го спасивме каменот, го нема. Не може да го користи. Земи чоколадна жаба, многу имам. Хагрид си го исприша носот со задниот дел од дланката и рече: ме потсети, имам нешто за тебе. Не е сендвич со ласица, нели? Се загрижи Хари и конечно Хагрид слабо се закикоти. Не, Дамблдор вчера ми даде слободен ден за да го суредам. Требаше да ме отпушти за такво нешто, туку ај, ти го донесов ова. Изгледаше убава книга со кожена корица. Хари љубопитно ја отвори, беше полна со волшебнички фотографии. Од секоја страна мајка му и татко му се насмевнуваа и му мафтаа. Пратив утки кај сите стари училишни другари на твоите родители. Бара фотографии, знаев дека немаш ни една. Ти се допаѓа? Хари не можеше да зборува, но Хагрид разбра. Хари таа вечер сам слезе на госпата на крајот на годината. Го задржа доседувањето на мадам Помфри, која настојуваше да го провери за последен пат, така што големата сала веќе беше полна. Беше украсена со зелени и сребрени бој на Слитерин, за да се прослави нивната победа во Хогвартс. 7 година поред. Едно големо знаме со змијата на Слитерин го покриваше ѕидот зад високата маса. Кога влезе Хари, одеднаш падна тишина. И потоа наеднаш сите почнаа да зборуваат гласно. Се смести помеѓу Рон и Хермиона на масата Грифиндор и се обиде да ги игнорира фактот дека луѓето стануваат за да го погледнат. За среќа, Дамблдор пристигна бргу потоа. Джагорот стивна. Си отиде уште една година, весело рече Дамблдор. И мора да ви досадувам со старско дрдорење пред да се нафрлиме на нашата превкусна гозба. И тоа каква година? Се надевам главите ви се малку пополни од што беа. Го имате целото лето пред вас за да ги испразните пред да ја почнете следната година. Сега, колку што се сеќавам, треба да го делиме училишниот пехар и резултатите се следниве. На 4-то место Грифиндор со 320 поени, на 3-то место Хафлпаф со 352. Рейвенкло има 426 и Слитерин 472. Од масата на Слитерин одекна бура од аплаузи и тропање. Хари го виде Драко Малфој како удираше со пехарот врз масата. Тоа беше одвратна гледка. Да, браво Слитерин, рече Дамблдор. Сепак, неодомнешните настани мора да се земат во предвид. Во просторијата настана мир. Насмевките на слитеринците малку избледаа. Рече Дамблдор. Имам да поделам неколку поени во последен момент. Да видам да прво на господинот Ронал Визли. Рон стана виолето во лицето. Изгледаше како рдаква со лоши изгореници. За најдобро одиграна партија шах што Хогвартс ја видел во текот на кој знае колку години. Го наградувам домот Грифиндор со 50 поени. Восклиците на Грифиндор за малку не го кренаа на гепсниот плафон. Звездите на таванот како да затреперија. Можеа да го слушнат Перси како им кажува на другите префекти. Тоа е брат ми, знаете, мојот најмал брат. Ја помина джиновската шаховска табла на Меголд. Конечно пак настапи тишина. Второ, на госпогица Хермиона Гренџер за користење ладнокрвна логика. Очи во очи со оган. Го наградувам домот Грифиндор со 50 поени. Хермиона го скри лицето во дланките. Хари беше сигурен дека почна да плаче. Грифиндорите од двете страни на масата беа надвор од себе. Добија плюс 100 поени. Трето, на господинот Хари Потер, рече Дамблдор. Во собата беше мртва тишина. За чиста смелост и неверојатна храброст го наградувам домот Грифиндор со 60 поени. Вревата беше заглушувачка. Оние што можеа да собираат додека им зарипнуваа грлото од викање, знаеа дека Грифиндор сега имаа 472 поени. Исто колку и Слитерин. Си израмнија со Хогвартскиот пехар, да му дадеше Дамблдор само уште еден поен на Хари. Дамблдор ја крена раката. Собата постепено стивна. Постојат секакви видови храброст, рече Дамблдор со насмевка. Потребна е голема смелост за да им се спротиставиме на непријателите, но исто толку за да им се спротиставиме на пријателите. Затоа го наградувам господинот Невил Лонгботом за 10 поени. Доколку некој стоеше надвор пред големата сала, веројатно ќе помислеше дека внатре имало некоја експлозија. Толку силна беше ерупцијата од масата на Грифиндор, Хари, Рон и Хермиона станаа за да викаат и за ракоплескаат, додека Невил, пребледен од шокот, исчезна под купот луѓе кои го прегрнуваа. Дотогаш немаше освоено ниту еден поен за Грифиндор.
Хари натаму ракоплескајќи го подбуцна Рон во ребрата и покажа кон Малфој, кој немаше да изгледа толку стаписан и застрашен, ни да беше погоден со клетвата теловрз. Што значи, Дамблдор ја надгласи бурата од аплаузи, зашто дури и Рейвенклоу и Хафлпаф го славеа падот на Слитерин, дека ни треба мала промена во декорациите. Плесна со рацете. За миг зелените украси станаа црвени, а сребрените златни. Огромната змија на Слитерин ичезна и на местото од неа се појави големиот лав на Грифиндор. Снејп ја тресеше раката на Мегонал со ужасно извилена насмевка. Хари го забележа и веднаш знаеше дека чувствата кон него не му се смениле ни трошка. Тоа баш и него загрижи Хари. Се чинеше дека животот пак ќе биде нормален следната година, или барем најнормален што може да биде на место како Хогвартс. Ова беше најдобрата вечера во животот на Хари. Подобра победа во Квидич или Божик или онесвестување на плафонските тролови, никогаш немаше да ја заборави оваа вечер. Хари речиси заборави дека резултатите од испитот требаше допрва да стигнат, но дојде и тој ден. На нивно големо изненадување и тој и Рон поминаа со добри оценки. Хермиона се разбира беше најдобра во генерацијата. Дури и Невил се провлече. Добрата оценка по хербологија ја надомести за катастрофалната по напивки. Се надеваа дека Гойл, кој беше скоро еднакво глупав колку што беше злобен, ќе го изфрлат, но и тој помина. Беше штета, но како што рече Рон, не можеш да имаш се во животот. И одеднаш гардеробите им беа празни, куферите спакувани, го најдоа жабецот на Невил како демне во ќоше во тоалетите. Им раздадоа белешки на сите ученици со предупредување да не користат магија за празниците. Секогаш се надевам дека ќе заборават да ни ги дадат овие, тажно рече Фред Визли. Хагрид беше таму да му ги спушти до флотата чамци кои пловеа преку езерото. Се качуваа на Хогвартс експрес, зборуваа и се смееа додека околината стануваше се позелена и понеуредна. Ги јадеа бомбоните од секој вкус на Берти Боб, додека јуреа покрај маголските градови. Ги слекуваа волшебничките наметки и облекуваа јакни и палта. Конечно застанаа на перонот 9 3/4 на станицата Кинг Крос. Им требаше мощно долго време да сите да слезат на перонот. Еден свенат стар стражар стоеше покрај влезот за проверка на билети и ги пушташе низ портата по двајца и тројца за да не привлечат внимание, зашто ќе ги растревожеше маголите кога сите би излетале одеднаш од тврдиот зид. Мора да ми дојдете нагости летово, рече Рон. Двајцата, ќе ви пратам буф. Фала, рече Хари, ќе ми треба нешто да дава надеж. Луѓе ги туркаа додека се движеа напред код преминато в светот на маголите. Некој викаа: "Чао, Хари, се гледаме потоа." Се уште славен, рече Рон со широка насмевка. "Но каде што одам, биди сигурен," рече Хари. Тој, Рон и Хермиона заедно минаа низ преминот. "Ене го, мамо, ене го, види." Тоа беше Џини Визли, помалата сестра на Рон, но не покажуваше кон Рон. "Тишина, Џини, и неучтиво е да покажуваш со прст." Господјата Визли им се насмевна. "Напорна година," рече таа. "Многу," рече Хари. "Благодарам за пудингот и джемперот, господјо Визли." "Ах, тоа не е ништо, душо. Готов ли си?" Тоа беше тетин Вернон, се уште виолетов во лицето, се уште со мустаки, се уште со бесен изглед поради дрскоста на Хари да носи буф во кафес на станица полна со обични луѓе. Зад него стоеа тетка Петунија и Датли, кои изгледаа преплашено од самата појава на Хари. "Вие мора да се семејството на Хари," рече господја Визли. "На некој начин," рече тетин Вернон. "Побрзе, момче, немаме цел ден." Се тргнаа. Хари се задржи и за последен збор со Рон и Хермиона. "Се гледаме летово тогаш. Се надевам ќе имаш добар распуст," рече Хермиона и го испрати тетин Вернон со несигурен поглед, шокиран што некој може да е толку непријатен. "Ох, ќе имам," рече Хари и се изненади од насмевката што му се ширеше на лицето. Не знаат дека не смее да користиме мајке дома. Тешко на Дадли летово.